Почитувани фолк пријатели, како што можевте да слушнете и од самата најава на музичката емисија Мега Фолк, во денешното издание гости ни се дел, односно интерпретаторот, вокалниот солист на фаворити бенд од Гостивар. Со мене е тука Горан. Горан, здраво! Здраво, голема чест ни е што денеска сме ваши гости и задоволство. Горан, да на почетокот еве да ја представиме фаворити бенд од Гостивар, колку време постои бендот и од колку членови е составен? Вака, бендот ни постои доста долго време, значи 15 години постои, 5 члена сме, јас сум вокалот и работиме значи свириме на домашни свечености, веселби, исто така и твориме музика, спотови, песни. Така, рековме дека како бенд сте од Гостивар, колку еве вие како бенд, да речеме, ја негувате македонската традиционална песна, бидејќи знам дека од тој крај има многу убави стари македонски песни, дали еве можеби во иднина можеме да слушнеме нешто од вас токму од вашиот крај, од гостиварскиот или реканскиот крај? Да, значи ние ја негуваме таа музика, се разбира, значи македонската народна традиционална музика. Тоа се гледа и од нашиот материјал, значи и од последниот спот што го имаме направено, Галичката свадба, што ни е тука близко, голема традиција. И во иднина исто така планираме да направиме уште такви песни, да ја презентираме таа наша традиција македонска и од нашиот крај. Се разбира, преку тој материјал да искажеме сите тие убавини песни, традиции. Така, во вашата досегашна 15 годишна работа на македонската фолк сцена, освен нели што кажавте дека имате редовно настапи на разни манифестации или веселби што и да е, може ли еве да ни кажете колку досега имате ваши песни снимено, дали може да очекуваме, можеби разговаравме претходно на снимањето веќе на вашиот прв албум? Да. Значи се планира, имаме точно 6 песни. Се планира да направиме уште 2 песни. Годинава имаме некои теми кои што треба да ги исполниме, значи 2 песни се во најава за оваа година. Едната ќе има и видеоспот, а можеби и двете, значи уште не е одредено. И се разбира, планираме да заокружиме дали кон крајот на оваа година или наредната да заокружиме со спот исто така. Мислам со албум и презентација да направиме здравје. Понатаму ќе видиме како ќе следуваат сите работи. Со кого најмногу фаворити бенд соработува од композиторите во Македонија? Дали можеби некој од членовите на групата ги прави вашите песни или соработувате и со надворешни автори? Соработуваме и со надворешни автори, меѓутоа претежно ние самите ги правиме песните, композитори и текстописци се нашите членови, значи наши познаници. Оживуваме некои песни традиционални, например на едната нова песна што имаме спот снимена, свадба се спрема. Значи на неа ние од дувачот, нашиот дувач Дејан, татко му, ја има таа песна направена порано, не е објавена и му дадовме на преработка, исто така ја украсивме и со спот. Значи целта ни е, како што рековте, да ја негуваме таа традиционална песна од нашиот крај, да извлечеме од тука максимум. Исто така и на другата песна е наш познаник пријател. Значи, таков ни е малце стилот, сакаме да ги оживееме тие песни народните, традиционалните. Така. Што може да очекуваме во иднина, освен нели што споменавме на музички план, снимање на нови песни, промоција на вашиот прв албум, дали можеби се во план и некои настапи на фестивали или гостувања надвор од Македонија? Па да, се надеваме, веќе имавме и прошлата година неколку така покани, меѓутоа не успеавме да се договориме. Се надеваме со самата популарност како ќе правиме повеќе песни, спотови, дека ќе се појави таков некој менеджер кој што ќе не префали таму надвор, некаде во диаспората. Така, Горан ја спомена песната Свадба се спрема. Вашите обожаватели има можност песната да ја гледаат и на нашата Мега Фолк топ листа. Повеќе недели беше, можем да речем слободно, во делот на првите 3 места од нашата Мега Фолк топ листа. Имаше навистина добиено голем број на гласови. Јас еве ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време што дојдовте да бидете гости во нашата емисија Мега Фолк и се разбира за се она што понатаму ќе биде актуелно кај вас. Добре дојдени сте тука заеднички да промовираме. Ви благодариме и нас ни беше големо задоволство што еве денеска така се подруживме малце. Се надеваме дека што поскоро со нов материјал ќе дојдеме и ќе направиме пак едно гостување. Исто така еве еден голем поздрав за сите гледачи на Мега телевизија во тој регион и до сите што ја гледаат оваа телевизија, се разбира, до нашите гледачи, слушатели, фанови.